Почитувани гледачи, во секој момент треба да почне заедничката пресконференција на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и премиерот Зоран Заев во седиштето на Алијансата во Брисел. Премиерот Заев, кој е во прва посета на Европската престолнина откако стапи на премиерската функција, претходно имаше средби со високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика Федерика Могерини, со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, а со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан имаше заедничка пресконференција на која беше речено дека земјава ја надминала политичката криза и дека приоритети се реформите. Во оној момент, како што гледате и на екранот, во секој момент се очекува од седиштето на НАТО, централното седиште, да се вклучиме во заедничката пресконференција, така што во оној момент кога и ќе започне, тогаш и ќе ве вклучиме. Во меѓувреме, во однос на заедничката пресконференција која што ја има Хан и Заев, може да се извлече насловот како волја и пријателство за решение на спорот со името. Стартот на преговори за членство во Европската Унија бара враќање на позитивната препорака на Европската комисија и согласност на сите 28 земји членки на Европската Унија, изјави комесарот за проширување Јоханес Хан по средбата со премиерот Заев. И додаде дека е потребен национален консензус за ЕУ интеграција и работа со опозицијата врз реформите. Хан има искрена намера, како што рече, да даде се од себе за да ја помогне на Македонија на овој пат, па најави дека ќе допатува во Скопје на 26 јуни, но очекува од Македонија да покаже и докаже дека спроведува реформи кои се неопходни на патот кон Европската Унија. Во моментот се вклучуваме во живо од централното седиште на НАТО, каде што заедничка пресконференција треба да имаат генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, како и премиерот на Република Македонија Зоран Заев. Додека да се вклучиме всушност и со изјавите официјални, додека официјално и започне пресконференцијата, Хан рече дека само така може да се тргнат нашите резерви кон препораката. Хан и Заев разговарале и за реформи и мерки што веќе се преземени и за добрососедските односи кои за Хан се клучни. Охрабрен сум од овие први чекори, разговаравме за наетните чекори и го уверив премиерот дека Европската комисија е спремна да помогне колку што може, рече Хан, повторувајќи дека Рајнхард Прибе доаѓа во Скопје веќе оваа недела за да се тргне во системски реформи за владеењето на правото. Ова не го правите за да го задоволите комесарот или Европската Унија, туку заради граѓаните, подвлече тој. Конечно, рече Хан, потребно е да се најде решение за спорот со името и да се најде начин како да се оди напред, а тоа е базирано на заедничка доверба и затоа е толку потребно да се создадат и персонални односи со лидерите на првите соседи. Се вклучуваме во живо, а толкување од англиски јазик ќе врши колегата Горан Крстевски. Генералниот секретар ќе каже неколку зборови. Премиерот Зоран Заев, добро дојдовте во НАТО седиштето. Туку што завршивме со пресконференцијата, тоест разговорот. Зборувавме само што стапивте на функција и повторно во врска со НАТО го поздравува враќањето на патеките на НАТО инвестираше во безбедноста и стабилноста на Западниот Балкан повеќе од 2 децении. Регионот постигна значаен напредок од 90-тите.
сакаме вашата земја да ја видиме дел од стабилен и демократски просперитетен регион. Минатата недела Црна Гора стана 29-тиот член на Алијансата. Ова покажува дека вратите на НАТО остануваат отворени и продолжуваме да ги поддржуваме државата кон целосно членство во Алијансата. Што се однесува до сите земји аспиранти, важно е да се остане фокусиран на агендата за реформи и да се обезбеди политичка стабилност. Може би има пречки кои треба да се надминат, но тоа ќе се случи со тек на време. Премиерот веќе станува важен партнер со години, вашите сили се дел од силите во Авганистан, и што е јасен знак за вашата заложба за меѓународната безбедност. Премиеру Заев, уште еднаш ви благодарам и со нетапение чекам да соработувам со вас и добро дојдовте уште еднаш во седиштето на НАТО. Прашање за вас. Спомнавте дека Македонија има доста реформи да направи. Прашањето ми е, ако реформите се постигнат и се извршат, НАТО ќе зборува во еден глас. Дали ќе зборувате ако ги изврши сите реформи и дали ќе има олабавување во односите со Грција особено? Дали има некој начин за модификување на резолуцијата од Букурешт? Бев присутен на самитот во Букурешт во 2008-та, кога ја донесовме одлуката дека сме посветени на членството идно на Македонија во Алијансата, но исто така соопштивме јасно дека ќе бидеме во состојба и да ја продолжиме поканата доколку има решение на спорот со името взаемно прифатливо,
решение за спорот кое треба да биде постигнато во рамките на Обединетите нации. Тоа се уште позицијата на Алијансата. Ја повторно истакнавме таа позиција во самитите, на самитите кои следеа после Букурешкиот самит и исто така и на самитот во Варшава во 2016 минатата година. Тоа исто се уште е позицијата на НАТО, и во исто време истакнувам дека ја поздравуваме многу јасната порака од новата влада, која што сега ќе го интензивира диалогот со Грција во обид да најде заемно прифатливо решение во рамките на НАТО, на Обединетите нации. Исто така и ги поздравуваме решеноста на владата на отвореното општество, на враќањето на владението на правото, на добрососедските односи, како и силната политичка поддршка за посилно партнерство со НАТО. Она што видовме е дека вратите на НАТО се отворени пред неколку дена. Ја поздравивме Црна Гора како 29-та членка на НАТО. Тоа е доказ на фактот дека нашите врати се отворени за оние земји кои што ги исполнуваат стандардите на НАТО, и тоа ќе биде случајот кога ќе се постигне взаемно прифатливо решение во рамките на Обединетите нации. Има некои забуни во врска со хронологијата на вашиот план во врска со преговорите за НАТО. Дали ќе се обидете да ја внесете земјата под друго име, дали под привременото име, дали ќе има некој референдум во вашата земја? Која е агендата по која планирате да тргнете? Господине секретар, дали името е единствената пречка или има и други? Кои се другите бариери кои што може да го спречат, да спречат земјата? И дали има вмешаност на Русија во ова? Ви благодарам. Заемно прифатливо решение е експлицитно објаснато на комуникето од Варшавскиот самит, но исто така ги подвлековме и важноста од реформите. Затоа и го поздравивме, ја поздравивме посветеноста за реформи, владењето на правото, борбата против корупцијата и силните демократски институции од страна на новата влада. Што се однесува до странското вмешување во политичките процеси, би рекол дека секое надворешно мешање во внатрешните работи на земјата е неприфатливо и најдобар одговор
и најдобар начин да се спречат вмешувањата е да се изградат силни демократски институции и да се модернизира владата, политичките институции и да се имплементираат реформите. Значи, реформите се најдобар начин за придвижување кон евроатлантските интеграции, како и најдобар начин за зајакнување на отпорноста кон вмешување од надвор. Прашањето генералниот секретар би ве вратил на процедурите. Говорите за значењето на Западниот Балкан за стабилноста, доколку приемот на Македонија поставено во тој контекст и во сите нови геополитички приближувања во регионот, особено со влијанието и обидите за поголемо влијание на Русија во регионот, прашањето би било дали сепак напорот тие Она што јасно го изјавувавме на секој самит од 2008 дека е потребно взаемно прифатливо решение во рамките на Обединетите нации. Ние не сме експлицитни како вид решение да биде, но мора да е взаемно прифатливо. И се додека е нешто што е прифатено од Грција и секако од поранешната република, Југословенска република Македонија, тогаш можеме да се придвижиме напред. Но не е мое да диктирам или да специфично да кажам кое е решението, додека тоа взаемно прифатливо во рамките на Обединетите нации. Да истакнам, дозволете, дека НАТО ја разбира важноста на стабилноста на овој регион, Западен Балкан, каде што имаше две етнички војни, многу близко соработуваме со Скопје за стабилноста на институциите и многу сме благодарни за придонесот кон нашите мисии и операции. Присуството во Авганистан на македонските сили и сам пред неколку дена докажавме дека НАТО е отворен за нови земји со прифаќањето на Црна Гора како 29-та членка. Ви благодарам, дами и господи. Почитувани гледачи, имавте можност да проследите заедничката пресконференција на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг заедно со македонскиот премиер Зоран Заев, кој што веднаш по завршувањето на пресконференцијата, односно до предмалку, одговара на новинарски прашања, вкупно 3, кои што беа упатени, 1 до премиерот Заев, а 2 до генералниот секретар Столтенберг. Столтенберг, парафразирано сега ќе ви пренесам додека да излезат и официјалните комуникеа, во однос на она што беше кажано, спомена дека сакаме да ја видиме вашата земја како дел од стабилен и демократски просперитетен регион. Вратите на НАТО остануваат отворени и продолжуваме да ја поддржуваме државата кон целосно членство во Алијансата. Важно е да се остане на фокусот на реформите и на патот кон стабилноста. Вашите сили се со години дел од мисијата во Авганистан, што е јасна заложба за вашите интереси кон Алијансата. Премиерот Заев пак во своето обраќање пред новинарските прашања, парафразирано ви пренесувам, изнесе: го поздравуваме членството на Црна Гора во НАТО и се надеваме дека следната членка би биле ние, практично дека на тој начин состанувањето членка на Црна Гора кон НАТО алијансата истовремено се отвораат и можностите и се дава поттикот дека следно можеби би била и Република Македонија. Насилниот екстремизам и радикализам, истакна Заев, се заеднички предизвици. Би можеле да дадеме силна поддршка доколку сме членки на НАТО. Ние сме посветени на зајакнување на воените и на безбедносните капацитети. Но се што сме направиле не е доволно за полноправно членство. Иако тоа не е фер, ние сме посветени на зајакнување на диалогот и на мерките за градење доверба со соседите. Посветени сме да ја подобриме демократијата и да ја зајакнеме социјалната кохезија на сите граѓани.
На првото прашање од новинар кое што беше поставено се однесуваше на тоа доколку бидејќи беше малку подолго прашањето, но суштината на крајот беше дека ако реформите се постигнат оние во Република Македонија за кои што сега се залага и новата влада, дали НАТО ќе зборува во еден глас, дали ќе има олабавување во односите со Грција особено, на што Столтенберг, парафразирано пренесувам, одговори: позицијата на НАТО е се уште истата по однос на напорите за решавање на спорот за името со Грција, кој треба да се решава во рамките на Организацијата на Обединетите нации. Ги поздравуваме напорите за продолжување на преговорите, системските реформи, но и на владеењето на правото во Република Македонија. Вратите на НАТО се отворени, како што видовте и преку новозачленетата земја Црна Гора. Прашање кон Заев од новинарка: дали ќе се обидете да ја внесете земјата под референцата ПЈРМ или поранешна Југословенска Република Македонија? Дали ќе има референдум, можеби кај вашите граѓани по однос на тоа прашање? Која е агендата по која планирате да ја внесете земјата во НАТО? Кои се другите бариери, ако не е само таа со Грција, кои може да ја спречат земјата за влез во НАТО, и дали има вмешаност веројатно на Русија околу сето ова? Заев на тоа одговори, парафразирано пренесувам: ќе се обидеме на сите можни начини да ја придвижиме Македонија кон НАТО. Постојат тука алтернативи. Ние се надеваме дека и со привремената референца може да станеме членка на НАТО, или како што покажа досега искуството од Црна Гора, барем преку привремената референца да добиеме покана за членство во НАТО, а потоа во следните години од прилика 2 да изнајдеме решение, при тоа ние да ги застапуваме и процесите кои што се однесуваат за влезот официјален во НАТО. Столтенберг на тоа додаде: заемно прифатливо решение е експлицитно објаснето во комуникето од последниот НАТО самит, затоа и ги поздравивме напорите за владење на правото. Што се однесува до надворешни влијанија, секое надворешно мешање во внатрешните случувања на една земја е неприфатливо. Да се имплементираат реформите, порача Столтенберг, тие се најдобар начин за задржување на курсот кон евроатлантските интеграции. На прашање од новинар дали постои врата за прием на Македонија под привремената референца упатено кон Столтенберг, тој одговори: потребно е взаемно прифатливо решение во рамки на Обединетите нации, но мора да е взаемно прифатливо. Се додека е нешто што е прифатливо и за Грција и за поранешна Југословенска Република Македонија, е за придвижување напред, но не е мое да кажувам кое е решението за взаимното прифатливо решение. На тоа е разбира нестабилноста на овој Западен Балкан. Блиску соработуваме со Скопје за стабилноста на институциите и многу се благодарни кон придонесот за нашите мисии и операции. И само пред неколку дена докажавме дека НАТО е отворена за нови земји преку вклучувањето на Црна Гора. Со тоа заврши и заедничката пресконференција. Се извинувам. Заедничката пресконференција која што има премиерот Заев и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Пред ова пресконференција пак премиерот Зоран Заев имаше и средби како и со Могерини, така и со Хан, а исто така има и заедничка изјава со Јоханес Хан. Ние одиме со вклучувања, кратко имаме време од некои 7-8 минути да вклучиме 2-3 гледачи по однос на коментарите, но она што имавте сега можност да го проследите и да си го кажете вашето мислење. Доколку имаме веќе некој на линија, добар ден. Да, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. До 7 и до 24. Благодарам, поздрав и до вас. Овој денешен ден за Македонија е стварно среќен ден, затоа што нашиот премиер начело со наша делегација остваре големи работи во поглед за Република Македонија, поготово со најголемите функционери во Европската Унија и во НАТО. Тоест Хан, Туз и Могерини, и на крајот со генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Овие сите работи кои што ги искажа и председателот наш, и генералниот секретар и другите структури од Европска Унија се во позитивна насока на Република Македонија, каде што дава целосна поддршка да Република Македонија кога ги спровела овие речени реформи во Република Македонија, поготово правото, кое што е единствен услов во Република Македонија да завладее во судот, обвинителството и така натаму, ние мислиме дека под референцата поранешна Југословенска Република Македонија ќе влеземе во НАТО. Јас се надевам и сум оптимиста и ги повикувам сите наши функционери во Република Македонија, било да е позиција, било опозиција, кога се работи за државата Република Македонија, треба заеднички да се сплотиме и да влеземе во НАТО, затоа што НАТО е единствената надлежна Република Македонија со привлекување на странски инвестиции,
со безбедноста состојба во Република Македонија и со околината во регионот, со тоа што ние ќе му докажеме и на Грција и на Бугарија дека сме широко отворени за сите пријателски односи со комшите во Република Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, моето мислење е следно. Да претходната влада сакаше да влеземе, ќе изнајде ја начин. Но, тие само декларативно тоа го кажува. Секој ден, секој час. Но тие не сака да не внесат во НАТО и во Европска Унија. Бидејќи, поготово во Европска Унија, бидејќи кога би влегле, тука би имале страшни контроли, не би можело да доаѓа до плячки какви што тие ги направија за овие 10-11 години. Така да, мислам дека сега Заев и новата влада, можам да кажам и начело со албанскиот фактор, ќе действуваат на сите фронтови и ќе успеат да ја внесат дали под референцата ФИРОМ, тоа е, мислам, во момент најадекватно решение, но дали пак, еве, слушаме денес и грците се нечкаат нешто и тоа не им одговара. Важно, гарантирам дека за брзо време ќе влеземе во НАТО, а за Европска Унија отом потом, бидејќи ова влада нема да прави никакви отстапки на никого и нема да дозволи да се меша опозиција во нешто што таа не сакаше да го направи сите овие 10-11 години додека владеја. Така да, со Бога напред, мислам дека ќе успееме, а сите оние скептици им советувам да станат полека оптимисти. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. По однос на официјалното соопштение кое што го имаше Јенс Столтербенк на почетокот на пресконференцијата, тоа вели вака. Премиерот Зоран Заев, добре дојдовте во седиштето на НАТО, тоа е голема чест и големо задоволство да бидете тука, а ние по однос на завршената добра средба која што ја имавме и каде што зборувавме токму за нашето партнерство и како би работеле заедно. Зборувавме заедно со вас откако ја презедовте функцијата премиер на Република Македонија и исто така би сакал да искористам оваа можност уште еднаш да ви честитам за вашето назначување како премиер. НАТО го поздрави формирањето на новата влада откако имаше месеци на политичка криза во вашата земја. НАТО и останатите од меѓународната заедница беа шокирани од насилството во парламентот во Скопје во април и одтогаш е направен вистински напредок. Јас и понатаму ги охрабрувам сите партии да се стават така да ги стават своите разлики настрана за да може да најдат на заеднички конструктивни вклучувања во политичкиот процес и да се работи во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Премиерот Така што премиере, јас и вие зборувавме по однос на важноста и реформите, доброто владењето на правото, зајакнувањето на мултиетничкото општество, но исто така и добрите добрососедски односи се есенцијални, односно многу важни. Понатамошен прогрес, се извинувам, односно напредок во овие области ќе биде од корист на сите граѓани. Исто така, ќе ве унапреди и тоа и во евроатлантските аспирации на вашата земја. НАТО и Европската Унија зборуваат во еден глас за овие прашања. НАТО има инвестирано во безбедноста и стабилноста на Западниот Балкан за повеќе од 2 децении и регионот постигна значителен напредок од 90-тите години наваму. Ние сакаме да ја видиме вашата земја како дел од стабилен, демократски и просперитетен регион. Добар ден. Дали имаме... Да, добар ден. Ошчив Кавраков Венцислав. Поздрав до вас, Кавраков, повелете. Магија ли е ова, луѓе, или вистина? Фатаморгана ли е или вистина? Прашање број 1. И тоа, брз прием во НАТО, толку години Македонија даваше, најпримерна беше во учеството во НАТО акциите. Сега дојде моментот да се брза, значи, брз прием во НАТО, гаранција. Благодарение на промена на името обавезно. Тоа е првото. Промена на идентитетот со тоа.
тоа ќе се направи. Има сега идеални услови. Тука е тиранската коалиција на чело со Тело Џафери. Јас сублимирам и пред цела јавност ја кажувам вистината. И името не е проблем. И се ќе ни дадат, бидејќи има НАТО есенцијална потреба од територија Македонија. Македонија е јазовот, местоположбата. Ние, господа, треба да се спремеме полека да се пријавуваме за едно те исто. Како да ја одбраниме нашата територија. Значи, територијата е есенцијална потреба. Так. Се друго е фата моргана. Благодарам пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. И тоа е се што се однесува во однос на ова издание на Очи во очи, со оглед на должината на траењето, всушност, на заедничката пресконференција која што ја има генералниот секретар на НАТО Столтенберг заедно со премиерот Заев. Имавме можност за многу малку вклучување, но јас и вие ќе се видиме да коментираме токму на овие изјави од заедничките пресконференции на премиерот Заев со Столтенберг и со Хан и во однос на извештаите од средбите со Могерини, токму во мој термин од 19 часот и 10 минути, практично по вестите во 19 часот. До тога останете со 24 телевизија, следува дневникот во 17 часот. Пријатно.